Почитувани сограѓани, Социјалдемократскиот сојуз и коалицијските партнери од опозицијата уште еднаш најостро се спротивставуваат на изградбата на луксузниот административен објект на Водовод, што ги чини граѓаните над 11 милиони евра. Бараме веднаш да се прекине со градбата, зградата да се продаде во сегашната состојба, а парите од продажбата да се искористат за нов, ефикасен и поскромен објект. За да може да се задолжи градот за довршување на градбата со кредит од 7,3 милиони евра, градоначалникот Трајановски на денешната седница му предлага на Советот недоизградената луксузна зграда на Водовод да се стави под хипотека во една од комерцијалните банки. Што значи ова? Комерцијалните банки немаат доверба во јавното предпријатие, дека навремено ќе си ги наплатува средствата. Уште пострашно е што градот Скопје на една од претходните седници даде гаранција за исплатата во случај јавното предпријатие да не може да ги исплатува долговите. Ова значи дека градот Скопје не ужива никаква доверба кај комерцијалните банки, што имаат реален увид во финансиската состојба на градот. Постојат повеќе примери во државава кога јавни институции и општини добивале кредити од домашните комерцијални банки без хипотекарен залог. Очигледно, градоначалникот Трајановски тоа не може да го обезбеди за Скопје. Предупредувавме и предупредуваме дека градот не е во финансиска состојба да се луксузира со барокни згради, плоштади и фонтани. Бараме веднаш да запре лудилото Скопје 2014, а парите да се искористат за суштинските потреби на скопјани како нови училишта, подземна сообраќајница, водовод, бесплатен јавен превоз на студентите и така натаму.